Здраво на сите, јас сум Драги Стојковски и ова е македонска ератрета поканета од. Денеска сме поканети од Ефекан, македонец кој живее во Турција. Па Ефкан, добро дојде во нашата емисија. Добро, најдов. Здраво, како сте? Како си со еве сега со фудбалот почна Македонија на европско првенство, не почна со победа, меѓутоа како е бодрењето меѓу македонците во Турција? Сите еве сега у кафичијата дома, сите гледаме, ама 2-1. 2-1 со Така е. Да. Па ние си ги бодриме нашите и кога победуваат и кога не победуваат, тие секогаш се за нас победници. Важно така е, важно се на меѓународни надпревари да се борат за Македонија. Па како прво, Ефкан, кажи ни малку за тебе да те запознаат нашите гледачи. Јас сум Ефекан. Роден сум во Турција, град Ајдем, село Чештепен. 73 година сум роден, тука сум роден. И работам, јас сум тумач, преведувам и водам фестивали, македонски свадби, турски свадби и тоа ме работа. А преведуваш ли на македонско-турски ли? 12 јазици зборувам. Браво. Кажи ни кои се тие јазиците? Македонски, бугарски, српски, бошначки, балкански јазик сет комплет. Така. Германски, француски, англиски, италијански, и има и кај курдите што и велиме ние тука, што е кај по-арапски да речеме така. И за немите што е тие. Знаеш за немите кај зборуват. Да, знаковно. Да, браво. А и на телевизија преведуваш ли знаковно за немите кога е? На времето преведуваше, тоа беше приватна телевизија тука што е во Ајдин, и на државната телевизија 3 години колку работеше. Ама сега сум слободен, од таа корона секвенец. Сите сме слободни сега. Да. А ти си роден, значи, тамо во Турција, а од каде во Македонија потекнуваат твоите родители? Мајка ми и татко ми селени се на 55 година од Македонија, од Неготино со селени се. Мама тогаш била 14, тате бил 16 години. Мама од Корешица село, тате од Тремник. На 55 година селени се во Турција. Да. А точно во градот каде што си сега, тамо или отишле во други места прво, па после на крајот завршиле тамо? Они прво со возот, тогаш од Демир Капија до Истанбул. Во Истанбул една недела прележале тамо, се вика тоа маџиране, тамо и пречекуват, ама не знаат никој не знае еден збор турски. Тамо една недела, 2 недели чекале, после у Маниса Ердик, Измир, на крајот у Ајдин Чештепен. Да. Значи во Ајден, тие си уште тамо живеат, тамо во Ајден? Да. Мама сега 80 години, она од Ѓурѓевден родена, тате 82 години. Браво. И јас со не си живеам. Така. А ова е во самиот град или ова е периферија на градот? На градот. Во градот. Значи не си во некој село до градот, туку во самиот град живееш. Во градот јас, ама сега во тука беше Чештепен пред 30 години, тука беше село. После го направија од многу големо, тука имаме, сега живеат 12 жители. А вие се 80 жители се македонци. Мислиш 12.000? Да, 12.000, 8.000 сме сите македонци тука што живееме. Така. И како се
се гледате тамо како другарувате, имате здружение македонско ли? Да, имаме сега тука дружбо, тоа е пред 15-17 години. Дружбото имаме се вика ЧШТП Македонско, од Македонија селене културна и уметничка дружба. Така. И тука си тераме свадбите по македонски ора, по македонска музика и убаво си живееме тука у селото македонци, турци, и од Грузија, на времето многу старо време, Да. селени што се, турци и има од курдите живееме ние, од кај истокот дел што е кај Ерзурум, Ерзинџан, од тамо и тие многу стари што се тука селени се, со ние никако немамо проблем, убаво си живееме и така не. Да, убаво, да. Имате македонски културни друштва или македонски оркестри, фолклорни групи? Да, имаме, и деците и учиме, јас се научив дома, учителката ми беше мама, учителот ми беше тате. Ние още... Затоа се вика мајчин јазик. Затоа се вика мајчин јазик, оди се учи од мајката. Да, така е. И тоа требе. Јас кога почна на школата, првата школа, до 7 години не знаеше еден збор турски да зборувам. Затоа, кога почна на школата, учителката ме прашува како се викаш. Да. Јас и се пунат очи, не може беше да си говорам. И почна да плачам. Зошто плачеш? И јас не знам ни еден збор. Ајде, викат мама, викат во дечкото. Дали е турчин? Дали е вика кавурин? Мама вика, ние сме селенец од Македонија. И зошто не го научите, вика, да знае турски да зборува? Мојата бабата, дедото, мама, тате не зборуваат турски. Од кај се научиш турски? И още сега нашите внуци и ние не зборуваме турски, ама си знаеме да зборуваме турски. Ама дома нема еден збор турски да зборуваме. Само македонски збор. Само македонски. Со твоето семејство деца имаш ли ти? Не, јас сум бекер, не сум женет. И гледам, имам од брат ми, он почина 30 години од рак. 2 деца ни остави мачки и гледам и свадбата каја ќе правиме на сестра ми, таа година брат му почина и одне после 7 години и зетот ми почина. Одне имаме 2 керки, од брат ми имам 2 внуци, машки. Со них јас имам могнувам што требе. И тие внуците знаат и македонски? Ко пренесуват ли јазикот? Да, машките и одеците знаат. Малиот внук се вика на татко ми име Кемал, мама се вика Нафие. Кемал, он има доаѓано една со мене во Македонија. Големот внук нема. Внуката што е големата се вика Мелица. Македонски име е, Мелица се вика. Мелица, да. Она кинески, англиски, македонски, чисто, перфект зборува. Браво. Кога бевте еднаш во Македонија, сигурно ги посетивте вашите родни села, роднини тамо да немате уште? На мама, чичко още е жив тамо. Живее од Корешница, селото тамо, неготино село Корешница. Ама од тате нема никој. Починат се и повеќе тука се селени. Само не уајде, но Измир, у Истанбул, у Маница, а у Турција сетен има македонци. И на мама, чичко и тамо живее, се вика Саид Ушинов. Он живее сега тамо во Корешница, он е 92 години. Прав македонец, сите живееме ние долги години. Да, браво. Какви врски имате со македонското дипломатско представништво, со конзулите во Истанбул, со амбасадорот во главниот град на Турција? Имате ли добри односи, врски? Да,
Пред 10 години у Анкара амбасадорот што беше господинот Горан Тасковски, со него тогаш кога се познавме, тогаш време ние чеште беше општини имаме, тогаш се познавме со него. И од Македонија Кавадарци ТВ, они снимаа, има таква емисија, може кој ако има мерак да гледа тамо може да го види тоа снимано тамо и од радио Кавадарци Трајанка Ѓорѓева Митрова. Она снимаше тука у Истанбул, у Маница, у Измир и у Ајдин. Емисијата у YouTube може секој кој што сака да побара, се вика емисијата Камерот си тежи на местото. Многу јака емисија. Да. Кој што може да издржи од срце, не знам, созе ќе пушта 100%. Да. Тогаш, колку што сум известен, во тоа време кога Горан Тасковски беше амбасадор, имаше и училиште по македонски јазик. Дали тоа нешто уште продолжува? Да. Тогаш со него почнавме, ама сега нема пркина оти од Македонија ние побараме учителки или учител да доаѓа тука и ги научи децата поубаво да зборуваат македонски и им дадат диплома. Диплома исто е кај нас и кај вас. Да се научи, многу има деца што сакат и турци што се тука што живеат, оти многу имат мерак и од нашиот културот и језикот сакат да го научат. А Горан Тасковски, господинот, ево тука многу поздравувам од срце и благодарам. Од тогаш, тоа време, многу ни помогна преку друштвото, преку општината. Он, преку амбасадор КБ беше тука, преку фестивалите кај терамо тука, многу ни помогна. Паусото го поздравувам, од срце, фала, благодарам. Благодарам. Дали од македонците во Турција што живеат во вашиот град, дали сте вклучени во политичкиот живот? Дали имало македонци советници во градскиот совет или македонец да биде градоначалник? Да, има сега во Анкара што е градоначалникот Мансур Јаваш, он е македонец. И у парламентот има од партијата што имаме, знаеш, собранието, многу има, и македонци многу има во собранието, и со нив убаво живееме, ама оти политички некој сега да зборувам, имаме малку проблеми, некој од таа партија, некој од таа партија, се делат, ама ние не се делиме никако, ама сакаме да биеме сите врзани, ако биеме така врзано и од срце, Македонија јака е една и крај, она е вечна. Она у Балканот, она е бисер. Да. Епа ние некои политичари или аналитичари зборува дека сме ние мала нација, мало бројни, но кога ќе ги собереме заедно сите македонци од цел свет, посебно македонците од Турција, тогаш бројноста не е мала. Туку ние ќе испаднеме дека сме најбројни на Балканот. Да, така, поветно така е. Турција е 85 милиона е. А ние у секој град у Турција има 85 градови. У секој град има македонски друштво, културно и уметничко друштво. Тоа е преку интернет си правиме контакт, си правиме муабет. У Турција сега, тоа е ние побараме колку македонци, колку живеат тука. Сега в Македонија толку нема жители македонци што се у Турција што живеат. 12 милиона 76.350 жители македонци живеат у Турција. 12 милиони. 12 милиона 76.300. Браво. Ова се македонци, етнички македонци или воопшто од Македонија иселени во Турција? Од Македонија селено во Турција. Во Турција, да. Дали имаш ти македонско државјанство? Дали имаш побарано да добиеш македонско државјанство? Побара, еве чекам да ми се јават од владата,
Само здраве и со среќа да е. Пред колку време побара го поднесе Ја- барањето? Пред 2 години побара, еве пред 2 месеци ми се јави од владата, бев тамо, се е позитивно, чекам само да пуштат и ми кажат, ајде, Евкан, дојди, Бујру, подношете личната карта и тоа крај ќе биде. Да. Тоа е од срце и сега не можам да издржам дори, може да се расплачам. Многу Да, што сакам на Македонија. Да, колку што имам гледано и во некои емисии и тие што ги спомна ти, многу од македонците имаат желба да добијат македонско државјанство, македонски пасош и тоа е нивна гордост. Иако можат и без пасоши на Република Македонија да посетуваат Македонија, се разбира, меѓутоа сепак тоа е една гордост секој македонец да си има македонско државјанство и македонски пасош. Да, што имам пријатели, роднини тука што ме си на другите градови, у Истанбул, Измир, у Анкара, у Ескишехир, у Маница, у Мугла, Евкан ми се јавот, нема ли да ни дадат државјанство? И ви кажам вака, од 12 милиона, 50% барат македонско државјанство да им дадат. Ама он од Македонија ништо не барат, или да доаѓа тамо на времето живееле, така било тоа, било да се земе земјата или куката, не барат, само вика да има пасош и лична карта, тоа е најбитно, тоа го сакам и јас сакам Македонија од срце, друго ништо не барам од Македонија. Да. Еднаш годишно секој од нив да посети Македонија, македонскиот туризам ќе биде најразвиен на Балканот. Да, Тоа е 100% така. И гледам од тука, јас работеше на времето во агенцијата, повеќе за Балканот тура кај има, ајде вика прво Македонија. Одиме, да речеме, за Булгарија, за Србија, за Босна, за Грција, ама 5 ноќа, 6 дена од Македонија, а другите држави по една ноќа, нека друго, само 5 ноќа Македонија да видиме. Да. Така е. Па, ако имаш една порака до нашите гледачи, до македонците што те гледаат, слободно имам. кажи. Прво, да кажам, јас прв пат пред 12 години дојдов во Македонија со кола бев и крај со кола никако не можам да доаѓам, од сум 2 метра не ме собира кола. Преку Грција со кола доаѓаше и тоа беше, тука имаме пасело Тепеџик, градоначалникот и него многу го поздравувам од срце, се вика Тунџај Олгун. Со него прв пат доаѓам тамо. До сега имам 110 пати доаѓана во Македонија. Мама 3 пати, тате 5 пати, јас само здравје од 11 или 12 јули па ќе доаѓам тамо. И носам од тука што сакат бизнесмените да отварат фабрика, фирми. Јас помагам, не барам никако ништо, само да отварат фирми за тамо за народот да работат. Тоа ме работа и тоа го правам. И сите ги поздравувам од срце од Турција за сите македонци. Сакаме сите да имаме чиста намера и ето Туркот многу убав збор што има у светот мир и у Македонија мир и крај онаја срце, онаја душа, онаја бисер е балканска, онаја Македонија, онаја Македонија, онаја бисер балканска, онаја Македонија, онаја Македонија, онаја бисер балканска. Сакам од срце. Браво. Одличен начин да завршиме. Благодарам на поканата кај тебе дома и виртуелно. Се надевам дека наскоро ќе се видиме во Македонија, во Турција, како македонци се среќаваат. Така. И ние го поздравувам од срце и вас сакаме од срце. Благодарам. Ајде, све најдобро, пријатно. Пријатно, чао.